Здраво, другари, здраво, криптореволюция. От моите кратки видеа по 15 минути 3.0 пишува. Това е. Да направим едно видео за Cardano. Трябваше от много по-отдавна да го снимам, али с другарите гейминг. Станам събрали ке снимам видео, 4 сата играеме, кажи го, подсачена. И не можем да ги оставам бракета сега. Тук тестира се. Не можем да ги оставам бракета сами. Значи, срекеше ме подсети, кой беше едно приятелче, мислам, троица ме баш подсетия, дека съм ветил, айде бе брат, шо биде за Cardano, кога да продаваме, другари, ако ме пращате мене. Лотария е да погодите, значи научете се, кога ќе ми пишат, како типчето ще ми беше пишал коментар, па уште го нема, или не ми стигнал изистување, трябва да видам. Защо да го чувал Ethereum на стекинг, он ке го продадел, пък и го купил назад на 50%. Да е другар просветлине у коментари на коя е тази цена ти ще продаваш Ethereum, па и 50% точно ќе погодиш 50% да го купиш назад. Другари, лотария, ние не знаеме дали Ethereum ќе стигне до 7000, до 10 000, до 15 000. Че ти ако продаваш на 7000 чекаш да падне 50%, он да отиде на 15 000 и падне 50%. Що си продал, що си купил? Значи, ние да трябва да така. То се продава на 50%, 40%, 30%, зависи колко ти трябва да си ги върнеш парите, що си ги уложил и дали ти трябва тия пари, не ли за някаква друга инвестиция, за друго крипто. Финтата у крипто, посебно биткоин, Ethereum и Cardano е да проценете дел от него, да речем, да продаете, за да видите дали ке купите назад, ако не ке уживате с тия пари тази година или у bear market се спремате да докупите нещо ново. А другото, луѓе, трябва да го држите за staking rewards. Затоа што не може да процените точно, значи мобето не е веќе вие само да продавате биткоин, Ethereum и Cardano, за да уживате у парите. Тия пари се трошат. Мобето е да процените дали ќе ја погодите цената на биткоин, Ethereum и Cardano да ја продадете, за шо повеќе да купите назад, ако не да имате план Б, друг некој коин шо веќе не е лиднал да може да го купите, за да можете после со тоа да го продадете и таа да речеме коин не е толку јака технологија или не верувате у него дека толку многу ќе се развие. А сите го сега нели хајпат, ајде брат, тоа ќе биде многу јака технологија, ќе лита толку, ќе олита онолку. На пола од толку што си фантазират да го продаете, за шо повеќе луѓе да накупите биткоин, Ethereum и Cardano. И у bear market тия чуда ќе си ги ставите на staking rewards и да живеете. Не дека ќе живеете, вие немате толку големи количини дека ќе живеете од тия коини, од тия staking rewards што ќе ви дават, туку финтате у bear market од тия 3 години. Наместо да се занимавате со драма, па колку ќе отиде, па кога да го продава, па кога да купам папа, да дремете вие другари прво сте на работа 8 сата. Второ сте кафе шема уште 3-4 сата. Трето дома сте бош мобете оговорање уште неко сат, денови ритнал. Вие немате навика да седете да гледате информации по 15 сата, т.е. гледате вебсайто кај мене, што ви е сервирано, замислете си ја колку време трошам, да гледате вебсайто, да гледате YouTube канало, да гледате Instagram да пролистате. Вие не сте навикнени на таква одговорност, така да тешко другари да... Чим продолжите со глупите прашања, тоа е комплетно глупо прашање. Брат, шо мислиш, ама ако не, кажи ми, не знам, не ти тражам финансски совет, кажи ми колку мислиш дека ќе отиде биткоин. Другари, сега ние седеме си играеме, тука гледаме на карти колку ќе отиде. Тоа се глупи мобети, брат. Такви канали се за клик лайк. Ово не е канал, брат, колку ќе отиде биткоин, ама ти не знаеш, ама брат, кажи ни шо мислиш, као демек, јас сам гуруто, ќе кажам и брат, цел свет ќе рече, чекај, Гуштеров кажа, биткоин мора да отиде 170 000, дай стварно ќе напумпаме на 170 000, за македонците продават. Другари, борбата е да се натрупа шо повише биткоин, додека не е летнал милионски суми. Шо повише да се натрупа нещо падна, шо повише да се натрупа Ethereum, додека не е летнал $100,000 2035, да речеме. Да се натрупа шо повише Cardano, додека не е летнал, кој ти знае тамо колку пари ќе литне. И вие да не се борите да продавате, да купите само, тоа е многу тешко да процените, треба сте многу време у крипто и треба ептен срекни коцки да ви се погодат, како на мене да седнам пред компјутер и викам, леле луѓе, биткоин е 75,000,
Cardano е 0,23 центи, сменете одма. Тие што смени ја направија страшни пари. Има дватројца што више идеја у милионери. У милионери. Ама неге да се кажат. И како да направам видео на таа тема. Еден беше пишал, не се сеќавам на колку биткоин беше сменил и сега овие чули нешто не дочули и у пораките. Брат, абе, шо мислиш за ово, шо мислиш за оно? Ако мислам, другари, нешто да знаете, престанете да ми правите приватни пораки. За било која тема престанете. Кога ќе се видиме во Македонија, сакате да разговараме, јас сум човек што брмбла 247, ќе седнеме, ќе разговараме. Ќе размене мислење. У пораки нема логика. Брат, а шо мислиш? Објавам некој стори, брат, шо мислиш за Трамп? А шо мислиш за Путин? А шо мислиш за Украина? Брат, уопште не е битно ја шо мислам. Ја тоа што го мислам у приватни пораки да ви го кажам, шо мислам уопште не е битно, затоа што ќе остане меѓу нас, никој нема да го види. И сум изгубил минути, сати, време, скапоцено време. Кој што сме пред bull market, треба да се концентрирам. Наместо ако некој е заглавил у крипто да му помогнеме, ја треба, брата, шо мислиш ти за ово? А шо мислиш за ово? Ако мислам нешто, ќе снимам видео. А ако мислам нешто, јас на Facebook ме пратете, там се што мислам го постирам кажи го горе како пост. Или на Инстаграм нешто споделам, па давам под наслов. Таму мислам, другари. У приватни пораки треба да престанеме да мислиме, брат. Секој му интересно чега да му пишеме. Немам време да ви ги одговарам тие пораки и ви паве замолам, престанете луѓе да ми пишувате за било која тема. Освен ако не сте ептен нешто заглавиле за у крипто. Престанете да ми пишувате приватни пораки за било кои теми. Ќе направам мистерии вебсайт, таму ќе се објаснам. Имаме крипто вебсайт, имаме крипто YouTube канал, таму ќе се објаснам. Таму следете. Имате YouTube, таму коментари. Еве, мора да го пофалам другаро на кој видео беше коментирал. Тоа е дебата, брат. И ќе прочитат. Ќе прочитат сите, брат, таа дебата. А не ја правиме приватни коени. Дебатата. Ево, брато, крипто гейминг, не го знам типо кој е. Брат, гледај. Ебати аналитиката, брат. Типо, еве, ниту да ме замара у приватни пораки, ниту ништо. Прочитајте му ја, еве, на видеото за Zinc Layer 1 Roadmap, што гледај 253 луѓе го гледале, брат. Шо да ви кажам. И после кога ќе речеш дигитално неписмени, лутат се, брат. Шо да ви кажам, брат. Баш ми интересира да видам јас колку ќе направам од Zinc Airdrop. $100 да направам, ќе си платаме на сметка. Ама вие големите таму со по 5000, колку взимавте 5000 евро плата? Шо е за вас 5000 евро airdrop и шо е за вас 5000 евро ми пишува у гейминг да се деле? Они ќе се деле, вика, ќе седам ја ќе играам игрички, да тестирам некој игра што ено се развива за нешто там да ми даделе. Не бе, другари, седете вие на Counter Strike и ја ќе поминам со авионо, ќе ви фрлам еден пакет пари, ќе рече, брат, ќе ти имаш, да не се караш дома. Отите викате ке си гейминга нема профит. Изгубени случаи. Ево го, брато, прочитајте му аналитиката, брат. И да не испадне така, ја имам како што мислеме. Брат, ово е аналитички пристап тип што следе и си е дадел мислењето. Гледај го реферато, брат. Ово да те е мерак да го прочиташ и да те е мерак да му одговориш на крипто гейминг. Брато. Крипто гейминг. 42 коментара, брат. Не. Типо, братче, сакам да го знавам во Македонија, частам го вечера. Може некој друга награда ќе добие здрави од, како се вика, од bull market ако го направам добар, што не може да се продавам на как крипто, јас сум реален, не тука да лажам. Брато, прочитајте го да видите овој мерак, а не опораки, брат, шо мислиш за Трамп, шо мислиш за Путин, шо мислиш за Украина, ќе престанат ли војната, нема ли да престанат, чиниш, јас седам таму у војниот штаб и викам, ајде сега, братче, Путин, утре, ти авиони нема да ги праќаш. Ајде, Трамчо, ти прати ракетите на Иран, да има повеќе драма, па Русија повише да удара на Украина, брат. Тоа е поминато време, брат. Тоа си огубивме времето понапред милион коментари и ништо не решивме на краја, брат. Дека се тие од БРИКС што кажува пред 15 години дека БРИКС нема да постои. Дека се тие што кажува дека ќе улеземе во Европската унија и уште не сме улезеле. Дека се тие што кажува дека ќе улеземе у НАТО, да не го правам политички ово, дека се тие што кажува ќе улеземе у НАТО и ќе ни даделе најсовремени оружје. Брат, ние чеперашки немаме, брат. Чеперашки немаме од таа држава, луѓе. Чизми немат. Чизми немат од армијата, мене ми беа да дели 2001 да носиме не чизми. Ден денеска мора да купувам по неколку патики, лижам ги од десната страна, лижам ги гјоно толку, газам, влечам ги ноизите од таа армија, брат. Што никош не се имал проблем. Влечам ги ноизите, ги влечам од армијата, лижам, излижуваат ми се патиките,
Среќа не сум тип што нося некои скапи патики, носам нормални патики да ми се удобни. За 2 месеци, 3 месеци ми се излижат патиките, треба да ги фрлам во ѓубрето. Треба да комбинирам да носам секој ден, не секој ден, 5 дена подред 5 различни патики, не да се курчам, туку 5 различни патики за ногата да ми се привикнува со години да не ги лижам од таа армија. Ќе одели у НАТО, ќе одели у Европа. Бало Брикс ќе ги изгази сите, бе, брат. Брикс, кажал сум. Брикс ќе ги изгази сите. И тоа е договорено, више. Там и се јавија глумат тука нешто, у Македонија глумат нешто, они тука економија. Ало там земете тие соларни панели, ставете ги да копате биткоин, бе. У Кочани отидете земете тоа, доле има гейзери, брат, со вода топла што може да се копа биткоин и плюс да се направат топли бањи. Бесплатни да бидат за цела Македонија тие топли бањи, од биткоин само да се ваде од профит од државата. Дубај на Балкано може да се направи. Изгубени случаеви там, седнале ги у тоа, брат. За Кардано ќе правя видео, ама се изнервирам, брат. Ама таман па за Кардано тие што ви интересира, па тактички ви го бацам ово малку да научите нешто. Пошто многу луѓе ми пишаат за Кардано, така сега екстра програмирање имате. Значи имам 18 минути за Кардано. Другари, ово чудо мора да се врне, овие CoinMarketCap, по не знам кој пат ќе ви кажам. Кај нив е само 2.9, 3.10 all time high. Гледај ги изгубени случаеви. All time high 3.10. Тоа е да идеш на тая програмеро па да му ги скршиш прстите, брат. На кој принцип го става 2.9? All time high 3.10. Па стаја тука цената 3.10 цар. Ставија тука 3. Многу е битна таа 3.10 цар. Може ке стигне до 3, 10 нема да може некој да флипне. Изгубени случаи. Овие CoinMarketCap се брат, како да кажам, као политички такво се вебсайт. Комплетно, уопште на повеќето не ги покажуваат работа како што треба. Така да некој што не ве мрзи, гледајте на CoinGecko исто да споредите. Мада треба на таа берза што сте концентрирани да флипнете или да трейдате, концентрирајте се од берзата да имате запишано колку. All time high. Значи мора да стигне другари Кардано $3. Мора да стигне $3 и мора да го помине. И сега, брат, 4 ки стигне или 5 ки стигне или 6, брат, баба Вања не ме баба, не ме прабаба. Баба. Нострадамус не ме прат дедо. Така да, другари, што да ви кажам, значи, не можам да знам ја која е цената, не знам ја колку биткоин ќе се смене не знам колку биткоин ќе се смене за Кардано. Не е тоа колитна е на $3, дека некој што има процент, ама не е сите тие што се го испуштиле. Разбираш, што има комарџии, испуштили са го Кардано, дојде на $3, чеки ќе отиде 4, ќе отиде 5, ќе отиде 6, да улегнеме. Таа е мал процент. Големиот процент на китови што упаѓаат се тие луѓе од биткоин. Значи гледајте една работа, биткоин, другари, Brave браузер сериозно влече тоа чудо од гледај другари, беше Welcome in America. Брат, што да кажам. Треба тука да имаш железни нерви, брат, и со интернет, и со све, брат. На вебсајтот заглавува, што да кажам, брат. Муко моја, брат. $124,210 минус $116,111 е $8,000, брат. Значи тие $8,000 они па го купат биткоин назад и го чекат па да се врне до 150-170 на колку планират. Тие $8,000 да знаете да ги флипат у Кардано. Тоа сум го забележал и имав направено пред години тие флипови со $5,000 и $6,000, се вкупно $120,000 флипови успеав да направам. Ама видите ми ги избришаа повеќето. Значи да знаете, повеќето купуваат каже го Ethereum, 60% купуваат Ethereum, со овие што ги направат флипови,
другите купуват 40% да речеме Cardano и ги пумпат. Шо е мобето? Значи тия луѓе другари од биткоин, кои ќе напумпат биткоин, одат надоле, тоа сум го кажал. Али многу повеќе сум забележал одат у Cardano од колку Ethereum. Од Ethereum гледате веќе елитна на голема сума. Сигурно нема да отиде, нема они повеќе да веруваат дека ќе отиде од Cardano. Може и ќе отиде 15.000. Ама ако отиде 15.000, може да замислите Cardano колку ќе треба да отиде. И затоа тие големите китови играат на тоа, многу време се у крипто, и играат на тоа, викат, чекай брат, Ethereum сигурно нема да отиде 12.000, а Cardano сигурно ќе отиде $3, а сега е $1 да речеме. И они ќе осменат повеќе тај биткоин кој ќе проценат на колку ќе продават, нели? Оти они више ќе купили на 23.000, на 18.000. И да го промашат другари на 124.000 да го флипнат у Cardano, значи он нема да промаши тој да иде 200.000, Cardano ќе отиде $3 минимум. Разбирате ли на кој принцип они го прават пумпањето? А оние рестото се сиротите што се го испуштиле Cardano, не веруваат дека ќе отиде $3, па не се купувале на 0.91, па ај чекај на $3, леле ќе отиде $10 сега ќе отиде, не разбира дека треба на 4, 5 и 6 да се мача да се врне тие $3. Така преходната година Јако Зборев, луѓе, купете Cardano на 0.03. Мислам, не сум викал купете, туку сменете тие штетните навики. Вчера ми збрмбла брато дека пари јамо набројав. Брат, пиеш и кафе? Пиеш. Пушиш ли цигари? Пие 3 кафења на ден, пуше 2 пакли цигари, петок, сабота и недела бил по 5 до 10 пива, кафанка и вика пушам зелена, треба. Другар, чекай бе брат, немам пари. Па викам, земи на лист, напиши ми, викам на месец колку пари е тоа. Не ги зима и стайл крипто и ми вика, брат, има пара. Има пара. Шо колку ти тогава братче дека упораки дека шо правам ја видија за кој народ кога вие сте немале пари. Ко вие имате милион тамо штетни пороци, брат, шо ги фрлате парите. А пак коцката, забрив спортската, да не ја кажам, добро, тај другар не, тај пријател не удара спортска. А па тие спортска шо ударат плюс. А па плюс шо одат да играат у казината. $1,000,000 на година остават у казина и ми кукото пораки, брат, за кој народ. По Америка се чудат, брат, шо е тоа крипто? Ова е сатанист ли е шо збори за тие работи, брат? И на мене ми викат сатанист. Шо ги учам за сатанистите што се и креале технологија, да упаднат на време да ја научат за утре да не седат дома затворени само да взимат токенче и кажи го да немат никаков инкам, да имат фиксен инкам колку ги да трошат и кога треба да ги потрошат. Луѓе, богатството ќе се проценува биткоин, Ethereum и Cardano кој колку има. Трите, ако ги имате, две да не успеат, едното ќе имате биткоин. И престанете ми правите пораки како Cardano ќе го минал, ќе бил на прво место, ќе го поминал биткоин и Ethereum ќе го поминал биткоин. Може да го достигнат. Елитата може да го напумпа. Ама не може, брат, биткоин да го поминат. Може да му се доближат, не може. Ако го поминат биткоин, тоа е опасно за крипто. Утре ќе речеме, ако стигне, каже го Ethereum, ако стигне да го помине, да речеме на прво место да биде, утре па Cardano ќе го изшилтат, па Solana, па Ripple банкарите и шо правиме тука каракулица. Тоа ќе биде, шо да ви кажам. ICT ќе се изредеме на прво место и не може другари. Елитата, Америка за да се спасе и треба биткоин у државни резерви. За да имат покритие за наредниот тамо USDC, Tether или шо и да е, шо планират да го напумпат, да го напукат у резерви исто да го држат. Кеш, долар е умрел. Значи на нив тоа дигитално тамо што ќе пукат стейблкоин и шо и да е, треба биткоин. Утре ќе речат, брат, ние имаме 3 трилиони у дигитална USD валута, ама имаме уште 3 билиони, замислете си, у биткоин, Ethereum, Cardano, Solana, Ripple. Зашо ќе ги изшилтат сите? Затоа што да не е само едно да држат. А овие многу веќе запленија у нив, многу веќе имат, многу луѓе викат имат, Америка веќе ги има, нема ги. Она ги има запленето тие работи, ги држи, не ги продава. А Енос треба да купува тие работи. Така да ово чудо, замислете си, Америка ќе купува Cardano. Па човека, Америка ако купи, значи нели треба да купат и другите. И Америка нели ќе треба малку да го напумпа на 4, 5, 6. Пошто она ќе сака малку можда и да не она како држава, туку тие секој што ги има инсайдерски трейдинг што прават, ќе рече луѓе, дај таму малку дъмпнете, купиме го на 3, не успеаме да сменеме кеш,
сакаме да купиме малку, а оно литнаа веќе на $5, дај спуштете го на 4 или на трипл да докупиме уште и да пумпат, да пумпат, да го продадат уствари, да падне. Борбата е луѓе, борбата е сите овие коини што ќе ги напумпат, што ќе ги напукат државата и таа елитата ќе ги напука и таа елитата државата може да ќе дава, ќе ги позаемува и ќе си живее од лихвата, а богаташите со сигурност и тие криптоберзи истото ќе го прават и истото ќе држат на тие пулови што ќе има да прават пари за да си ги одржат машините за што ќе си ги држат машините што си ги ладат тие таму сервери за што е да и требат, да си ги плаќат вработените, да плаќат тимови што ќе истражуваат да тражат нови токени, нови информации. Значи луѓе сите ќе чуват овакви резерви на биткоин, на етериум и на Cardano. Гледаш, ја не сум себичен, правам видео за Cardano, па ги спомнувам тие трите. Луѓе, вие го трупавте до сега 30% биткоин, 30% етериум, 30% Cardano и 10% било кој од Star Atlas, кажи го Solana, Ripple или BNB, Binance токен, луѓе, вие не може да се узагува. Ја не знам такви кои ми пишат брато порака, брата бе, јас сум узагува. Шо купува? Само Star Atlas купува. Другар, сам си крив. Оди си на кафе шема, лажете се таму, дека Star Atlas ќе те направи милиардери, тоа е. Ама ја купив само Ripple и тресе се у коментари, ама и у пораки, ама само Ripple. Супер. Оди таму, лажете се со банкарите дека станеш милиардер. Братче, купувајте 30%, 30%, 30%, другите само 10%, другари. 10%, кога ги виши накупите сериозни резерви од 30% што ги кажувам, другите 10-10, сменете ги, можете да купите 30% BNB, 30% Solana, 30% да речеме Ripple. Разбирате ли? Ама треба да имате сериозни количини напумпано од овие трите, јас што ги кажувам цело време. И кога ќе ми пишат порака, бе брат, дај за некои други збори. Абе другари, што ема да зборам јас за овие 9000 тука, гледа има ги 96 страни, ако натиснам на 96 до кој знае колку таму ќе има страни. Зашо ја треба да седам, да читам, да се тресам на некои нови да ги експериментирам? Гледате ли? Sandbox дека е, другари, Gala дека е, Axie Infinity дека е, RON дека е. Луѓе, концентрирајте се на овие трите. Значи не фантазирајте дека ама ја купив за $30,000 Solana. Ово, јас извинувам, Gala. Брат, ко ми ја пиша пораката, ја не знам што. Викам, имаш уште 30,000? Немам. Имаше, викам, барем уште 30,000 да те извадам од гомната со извинение. Че ти си до туку гомната, виж. Значи само што не е улезело и да почнеш да дишиш да се задушиш. Или сам да земеш да фрлеш од обратно за побрзо да се онадеш. Какви се брат тие 30,000? От јас сам го спомнал Gala и он уидел 30,000 Gala. Ало, мајстор, шо направи, брат? Дури тоа е ризично да купиш уште сега да го коригираш тоа. Исчурено е тоа, не може да се врне компанијата. Кога ќе се врне треба одма подитно дури да се види на 50-60 центи да се продаде и да се бега. Ја на тие компании, на Gala, на Axie Infinity, на Sandbox, на Illuvium, на Big Time, продавам и бегам од нив, брат. Бегам за тоа што и да станат најуспешните и да станат све да завршат, бегам од нив заради тоа што брат, тие се ништо не, тоа што го кажаат датата ќе го направиме, ништо не стојава за тоа. Затоа ќе бегам од нив и се држам, гледате управно зборам Биткоин, Етериум, Cardano, BNB, Solana, ајде да речеме за трансакција, ама еве, Solana ќе ги изгуби наскоро трансакциите од Star Atlas. Што правиме? 25% на година ќе изгуби трансакција од Star Atlas. Star Atlas си викаше, дадете ни приоритет на нас, не на тие шиткоини таму. Дадете ни, денеска гледам сега да не го тражам видеото, ќе ми стават копирајт, ми викат главниот на Solana Network вика, ама тие се проблем шиткоините. Сега ти текна од како овие речеа ќе вадат Zinc и нивна мрежа и преку нив доаѓаат трансакциите и ќе бидат 99% поевтини трансакциите, што на мене ми одговара. Ама сега маме коините биле проблем. Па дека бевте пред да земат овие да Star Atlas да земат за Zinc да прават такво. И народот се плашил супер, таман мене ми е многу мило овие што се плашат за Zinc, дека е ист како Ronin Network. Таман да излезат тие слабите раци што не држат стабилно DAO Polis, што не се заклучиле DAO Polis, што нема се надпревар од airdrop, повише луѓе ќе има за нас од airdrop. Колку повеќе се изчистат тие, не знаат да го стават на Staking Rewards,
DAO-то, тука, значи не знаят да го найдат ово. И ако я и викам, луѓе има под овоа, замислете си, гледаш вика, за да играте старата се еве линк за креация на профил. Ако креира taj профил, вајде брат, ще го најдете тоа негде тука, брат. Гледате, ако сте геймери. Мене ме нервира много, што не се геймери да не и покажувам. Валјда другари ќе го најдете тука. Да не ја филозофирам. Значи, шо е Cardano, шо е Cardano. Кај мене имате другари, ќе ја покажам, едно од најаките видеа, дека беше, Славчо го беше ставил. Гледајте, другари. Нов упадне, леле брат, шо е Cardano. Вебсайт, другари. Појако видео, Бизи го има направено. Ово е едно од најаките видеа, Бизи што ги има направено. Поздрав до Бизи и Охрид. Ово видео до сега требаше 200.000 да се огледали. Много јако видео. Ама за кој народ, брат? Бизи сакаше да правиме повише такви. Скапички коштаат тие работи да се прават, ама за кој народ? Колку луѓе го имат гледано, гледај. Двилјади луѓе го имат гледано пред 4 години. Дека беше вика ти за Cardano пред 4 години. На кафе шема бев у Америка и зборев на дека сам бил. 2000 луѓе го имат сега гледам пред 4 години. Дека бевте вие другари у која тамо штала за кафич да дремете само и да пиете и да пушите и да оговарате. Шо е Cardano, шо е Cardano? AI Mode има. AI Mode лургари има, шо е Cardano? Брат, ќе напишите Translate this text и ово каже го вештачката интелигенција ќе ви објасне шо е Cardano. Или ќе огледате видеото. Зашо треба ја да седам сега да читам шо е Cardano, брат? Братче, ќе седнете и ќе видите шо е Cardano. Па и да го прочитате, па не дека ќе разберете шо е Cardano. Уопште, од тука ќе улезе, од тука ќе излезе. Не може да го запомните. Ако ја не може да запомнам, јас знам шо е, нели, дека е најбезбедно чудо, дека има креирано, го. Значи вие не можете да го најдете, 100 луѓе ми имат пратено пораки, брат, дека е тај Daedalus Wallet да го најдем. Че они не знаат да напишат на Google, Daedalus Wallet и да го најдат. Значи, исто не знаат на Google, на вебсайтот да отидат, Macedon King. Брат, нема да верувате, Macedon King има вебсайт, има YouTube канал, скролате, ќе видите, видео има за која е разликата помеѓу централизиран и децентрализиран новченик. И нивно објаснување, проста логика, аналитика, ако вика разлика меѓу централизиран и децентрализиран, значи централизирани се новчениците на берзите, децентрализиран новчаник Daedalus. И Славчо ви кажува видеото, моето видео изчезнано, не може да го најдам, најнормално тие YouTube бришат. У другите видеа, кој знае дека сум го спомнал, сигурно нема да седам да листам, ќе си листате вие. И браче, Славчо нема да верувате, седнала и ви објаснил луѓе шо машина треба за тај новчаник да се користи, и стварно траже, вие целиот блокчейн, Cardano блокчейн го симнувате. Ви шо машина траже, кажи го, Daedalus Wallet, ќе видите, ово чудо не е хакирано никош. Ово чудо не се заклучуваат, луѓе, запомнете, луѓе не се заклучуваат по 1000 пат. Не се заклучуваат како на другите берзи и другите токени. Не се заклучуваат Cardano. Префрловото го, бирате си пул, лапате си, одма на 24 сата, кој ќе ви ги депозират тие, каже го, Cardano ADA токени, одма можете да ги извадите од Daedalus Wallet, да идете си ги продадете, да си ги трейдате, да си ги флипате, шо е да сакате да ги правите. Или да си стоят ово и да ви се зголемува staking rewards. 4,5% е, 4,2% е, 4% дава на година, зависи кој пул ќе го изберете. Неам намера да покажам кој пул го јас имам, затоа што другари треба веќе да не покажувам моите големи новченици, затоа што луѓето утре кога дома Македонија ќе сакат да ме киднапират, ќе рече че ова има многу пари, а не разбират дека ќе ќе ме киднапират и јас самиот не може да ги извадам тие, пошто тие сит фрази и тие кажи го ко се вика пинови и тие пасворди и Google Authenticator на телефон и да те киднапират, тоа не може да ги отвориш. Тоа не може да се отвори, брат. Тоа не може да те сечат на парчиња, да те мачат, не можеш ништо да отвориш да извадиш. Денар, жита банка немам. $1 пари немам. Све е другари набутано у гейминг и у staking rewards. Другари, јас сум 2300, ако може. Планови е 2000 и овај bull market
игрите да ги кеширам, како што гледате сум концентриран. Да си извадам од Axie Infinity, Gala, Sandbox, Illuvium сум на многу голем профит, Big Time, да си извадам не у кеш, да си го врнам Ethereum сакам. Имав 87 Ethereum, за таа Ethereum после да го држам за staking rewards. Ethereum сакам луѓе да си го врнам од тие игри и сум завршил со NFT gaming. Останувам само со Star Atlas, пошто самата игра си траже, има трки, има пуцачина, ки има гледат airdropи, ќе огонам там. Зашо другите да ги експериментирам? Ако некој од вас супер открие некоја и си ги лупне парите како јас сум ги лупнал на Axie Infinity, да играат 150 луѓе, да зимат 50-100 евро на месец од SLP, а они викат што е тоа, а зимат по 350-400 евро плата, господа, ако ќе најдете игра што зимате 2000 евро, супер, ја ќе дом да играм за вас. Еве игра што за 8 сата прави 2000 евро, супер, кажете, ќе дојдам, ќе поиграувам, ќе ви донесам и играчи, па ќе купуваме заедно вие кои токени кажете. Уложете ги малку тие ваши пари. Од пиксел ќе станевте богаташи, на лопат си ги парите, станавте утре савајле. Сами си накупивте аксиња, играете, правите клопци. Јове да прави само пари. Тоа е про геймер, друг никој не верувам да прави пари. На лупаа си поилјава 2000-3000 долари, од финки повеќето исто, ќе играале Axie Infinity карти, не му била интересна играта, ама не знаел на која сума ќе отиде SLP, ќе играл Axie Infinity. Господа, чуј да бране, што да кажам. Другари, не сум тука да ви читам, да ви филозофирам понапред. Има видеа шо е Cardano, па 7. Еве Томи Алалда му што има живци. Еве пишав му коментар ако сака да направи видео за Cardano, еве ја ќе му го објавам. Оти треба, он е помлад, има ги живците. Јас сум 40 година, немам ги живците да направам точно убаво видео како он што го направил шо е биткоин и YouTube да земе да ме го избриши. Сметајте, еве Томи колку време се е концентрирал да го направи, да состави текст, да го направи, да се концентрира, да го прочита. Луѓе, кога седнеш пред камерата, треба голема концентрација. Не е тоа Томи седнал тука купи опрема треба, пари треба, концентрација треба и не само треба храброст. 99% од луѓето не веруваат за крипто, вау. Не веруваат за крипто. Мене гледаш и ми викат, ти само лажеш народ. Чи за Томи викат лаже народ. А пази, Томи седнува и прави видео шо е биткоин. И си концентрирал и го прави видеото и утре може 10 души, 20 да вземат да му го пријават канала, да му го избришат тоа убаво видео, разбираш ли? И он не да ги изгуби надеж, дечкото знам, ќе продолжи да снима и повеќе видеа, ама нервира луѓе тоа ти да седнеш да се спремаш. И такви морони од други YouTube канали и од други тамо групи, понапред се кејат се нон-стоп ми ги пријавува видеото. И кој губи, мислите ли дека ја губам? Ја па знам што е биткоин. Ја па знам што е Cardano, знам што е Ethereum, знам што е крипто, крипто сум. Губим македонецо луѓе. И он брат, кој ги тит, што тит, кој ги ебе со извинение на помлата публика, тука до души и после под 18 нема, јас ставам такво доле, да не се појавува кај малолетни за крипто. Кој го ебе тие што ти пријавува од видеото? Јас извинувам. Другари, ја не губам. Губат други македонци што тоа видео, еве како на Томи, ќе донесе бенефит. Томи многу убаво објаснил за биткоин, брат. И напаѓат го коментари одма кај мене типчето, не го кажавам Ripple револуција. Го напаѓа, ама квантум компјутер, ало излезето тај филм, ков квантум компјутер, какви глупости е, брат. Ков квантум компјутер ќе се елитата креирала нешто за утре сами да се хакерат леве. У подруму ли квантум компјутер имате вие македонците? Коментари, место да пише брат, алал да му е снимал видео, одма нешто експертиза, биткоин ќе го хакнал квантум компјутер. Дека е 14 години, 15, колку време, од 2008-2009, од дека да го хакне. Че они у лабораторијата 50 години си играле со биткоин и квантум компјутер имат. Никола Тесла луѓе пред 120 години, знаете ли каква технологија има? Че квантум компјутер има пред 120 години минимум. Минимум. Погледнете Никола Тесла каква технологија има, другари. Пред 120 години у Америка се вози електрични коли. Вие сега ги нема до Македонија. Да не упајаме теорија на заговори, он ми кажува за квантум компјутер. Аладин не знаете што е на BlackRock. Има тие цел авиони го бутнаа. Сигурно и тие што сакаат да го изнесат таа технологија или беа измислили нешто уште појако. Цел авиони бутнаа луѓе со сите научници. Со сите научници ги беа измисле квантум компјутер, Аладин технологијата што има BlackRock, другари. Седе у подруму. Кој знае што машинерија е за ладење и дека, уствари, на кој начин се ладе, може нуклеарна енергија да се креира за да го изладе. Кој ти знае и каква енергија има од Никола Тесла машинерија. Там берзата пресметува, Гуштеров ќе флипне на толку,
ова е програмирал биткоин да се продае на толку, ова е зборил коментарите на толку ќе продае, онај порака, Phantom, нели, компјутерот ги више знае тие криптираните и WhatsApp, и Viber, и Telegram, и Twitter, и Instagram, и Facebook, и Messenger криптин пораки. Се живо имат седе тај доле у пештерата и се живо има на која цена, шо како тај квантум компјутер луѓе, што ние немаме таква мозок за таква математика, пресметува цените ќе бидат така, така и така, шо помалку луѓе да имат профит. И оној сигнал ќе трейдат. Он сигнал ќе збори за квантум компјутер, а упораки го гледам плаши се за Ripple и он сам не верува Ripple. Ја повеќе верувам у Ripple од он. Не знае што ќе се деси со Ripple. Луѓе, престанете да се филмате за нешто како демек вие сте прочитале на интернет, па квантум компјутер, па воземјани ќе го сопреле. Супер, ако додат воземјани, ја гарантирам дека ќе трейдаме у биткоин и у етериум и картала. 2035 ако дојдат бракета, сигурно нема со кеш и со злато да трейдаме, злато ќе се го земат нели за некој чипчи. Ќе трейдаме у крипто. Не смеете се па. Смеете се и за да не го кажувам, ќе ми го блокират видеото и за во се смеевте за вакцинката и за грипчето, па дома се тресевте, брате, ќе преживееме ли, брат? Јас си го ладев тука со извинение и се шетав не с Америка. А вас ве затворил големата Македонијата, не смеете да писнете. Не смеете да писнете, сега земал смее се, гледа го на мистерија збора за воземјани. Ало, у Конгресу зборат за воземјани. У Конгресу зборат, брат. Абе, ало, октомври, ноември, декември, најголем е бул маркет. Октомври треба да пристигне некаква си метеор ли е, не знаат шо е. Шо е да е, може да е, и метеор да е, може да е негативни вести. Октомври, ноември, декември се многу битни за крипто, луѓе. И многу си битни вестите како ќе бидат за крипто. Ќе пратите и за вирусче, ќе пратите и за идат ли зелените, не ли идат, се треба да се прате, другари. Се треба да се прате, секоја информација треба да се прате. И престанете луѓе да се смеете на луѓе по кафани там, по кафе шеми, престанете да се смеете на луѓе и по Америка, и по Австралија, по Канада и у Европа, престанете да се смеете, посебно у Македонија најголемиот там 99% се, престанете луѓе да се смеете на луѓе што седат и пробат нешто да направат аналитика. Не мора да значи дека сум управо, не мора за ништо, разбирате ли? Ама пробам и не мора да е финално, ништо ја во што кажувам не е финално. Ја, другари, седам и пробам наместо со парите да идам там да се одам по Роспу, да одам там да ви се сликам со Ферари, со Ламборджини, со костуми, со чуда, со скапи сати, вие се палете. Сега ќе слушнете наскоро која компанија е банкротирала, треба да ви објавиме. Само нема да се испообесете. Тие од двете компании да упадневте у крипто, до сега ќе бевте милиардери. А не заложивте куки, станови се, упаднавте една многу интересна компанија која што сега ја збора дека банкротирала. У Македонија енос ке се обесуват и ке се фрлат од мосто, ама ако гледат видеото, кажете да не се обесуват, да не се фрлат од мосто, и нели христијани беа. Христијански начин не е да се утепаш ако се сгрешил, не е да се утепаш ако си ги сите пари налупал негде, научил си нешто. Изгорели сте тие таму маме, шиткоини и било кој други тие преварантски работи, понзи шеми што ги имате низ Македонија, да не ги кажувам, ќе ми се закачат тие пајаци да знаете за кој збораме и пријал од видеото. И поздравто едно типче што кажуваше кога сум дојдол во Македонија, ќе видиш ти гомнар. Кога ќе дојдол во Македонија, банкротирале се, а ако те најдеме, братче, да се собере таа голема група на македонци, па да те опнате на тужбичка, братче, имам ги пораките, да те опнате на тужбичка за промоција на нешто што е банкротирало, па да те го изгорат газенцето. Енос ке бегат од Македонија. Само македончето кој има храброст да ве тужи на тие што понзи шеми што надувавте, да успеам да ве најдам у мобилни опоракето, имам тај преходниот што ми е ноут, кажи го, што ми е ноут се изду батеријата, па пробам да го оправам. Еве, чек, ќе ставам на пауза и ќе ви го покажам, да не мислите дека лажам. Еве, другари, да не мислите дека лажам. Значи, еве, другари, стајане у корнер, дури прашината си стое, стајане у чинија за не дај Боже за батеријата, еве го, Note 4 од $1200, последниот модел што беше пред да онаде. Чекам малку само. Значи, ова е Note 4, јас извинувам. Note 5, тој е последниот модел, има проблем со батерии, после ги онадеја. Значи, изду се батеријата, ќе го донесам во Македонија да видим дали ќе направат. Значи, изду се батеријата, значи припунењето едноставно се отвори. Работа уште ако го пуштам, ама да не си играам.
Значи ово чудо има милион пораки. И закани, и чуда што се правили. Крстете се телефоно, да не речат, батеријата е издувана. Крстете се да стојат там тие слики. Пошто Cloud, не знам, проверував, не можев да најдам. Крстете се, браче, да нема. Крстете се да нема. Пошто таму тие што сте рекламирале понзи, монзи, ако ви искарам од телефоно, па да ве опнате на тужбичка таму македонците другари, цел живот ке скапите у затвор. Цел живот ке скапите у затвор, ако рокнете, прашината стоја, да не речете дека нешто се мора. Прашината си стоја, стајане таму у корнеро, е стаен и за не дај Боже батеријата нешто да истече или донаде. Стоја додека него однесам у Македонија. Тука не ми се носи ка американците многу, пошто тај едениот што го прашував, па не знаел, па немало батерии, па кинески биле батериите, па и таа батерија ке, значи ќе видиме у Македонија дали ќе го правам. Значи мобето кој е? Другари, многу луѓе што сте изгорели од понзи, што сте изгорели од такви што ветуваат там чуда, луѓе дојдете у крипто. Имате биткоин, имате етериум, имате Cardano, имате BNB, имате Solana, имате Ripple, имате Star Atlas. Направете си едно добро портфолио, чекајте си, ако не е овај bull market, 2030 ќе си ги извадите парите што сте ги изгубиле, нем там да си направите некоја глупост, да се нервирате, да се кинете нервите. Научили сте лекција дека не треба да упаѓате и ги браневте по коментари тие таму, знаете за кој зборам, ги браневте у коментари. Абе брат, тоа не е понзи у Македонија, па ти знаеш и он кој е браче, па го вика на вестите, па го вика на вамо. Другари, па сте подпишале, тактички ве заебал да не може ни да го тужите. Луѓе, оставете, брат, ако може да се тужи заедно групно нешто да направите, ако имате докази да тужите, ама групно да тужите треба. И ако ги имате парите и живците за тоа, ако не, другари, упаѓате у крипто, биткоин, етериум, Cardano, ако не е овај bull market, 2030 ќе ви изваде. Ако не е 2030, 2035. Многу е подобро да упаднете у крипто, да си ги извадите парите, отколку другари да се утепате, не дај Боже, да се нервирате и да се направите уште поголеми фамилиарни проблеми, затоа што сте сгрешиле, затоа што други се ве наведеле. Значи, с ким си такавски, с ким си такав си српска поговорка, мислам, таа ми се врден из главата, не? Тоа дека стварно луѓе обкружувањето има големо влијание врз вас. И не може секој да се боре. Не може. Еве ја колку пати викам, нема да вадам амерички пасош, нема да марам. 50 души ќе ти се кажа, брат, извади, дај да видиме ово, ајде земам со ова, ајде истражувам се, губате го времето. На крајот се сведеш, пати требаат вакцини, брат, за тај пасош. Разбирате ли? Така да, другари, нем да направите некоја глупост кој ќе дознаете кои таму се чуда банкротирале. Нем да дознаете овај bull market кои технологии нема да се врнат па назад. Многу нема да се врнат па назад, другари. Гледајте на време да значи, што да ви кажам. Гледај, брат. Гледајте колку време му требе. Еве, тука ми се е тргнало и my watchlist. Иако е стајано нон-стоп звездичка. Значи, многу од овие треба да внимавате, не знаеме дали ќе обстанат. Значи, треба да се најде, другари, излез. Треба да пратите тие што сте купили од видеото од 1000 и од 10.000 долари, треба да пратите да најдете излез. И после, другари, се чуват парите у биткоин, етериум и Cardano. Ујде веќе луѓе, колку правам? 43 минути, моите 15 минути видео. Али, другари, тоа е, мора за жал, ја упаѓам од тема и тие теми се битни. Не може стриктно само се концентрирам да направам за Cardano, таков сум, сакам да изнесам све што ми... Тоа ми како терапија. Изнесам се што ми лежи на душата и после се осеќам едно 5 дена добро и илјадници пораки, илјадници каже го у дебата ми се јавуваат и напунам се и ово видео ми е како лек, другари. Каша попара е видеото, со чувства е, со емоции е, али тие што имат мозок, дел ќе се смеат, ова е лупа, ама тај поголем дел ми е многу мило што почнуваат да се освестуваат да ги гледат моите видеи и да разбират што сакам да кажам, таа скрина порака, не што да тражат. Така да, другари, ово чудо, гледате, па не ви кажав,
значи, за да го гледате до край видеото, другари, трябва да стигне $4, $5, $6, $7. Трябва да стигне зависно колко от елитата ке смене биткоин, колко от елитата ке напупа Ethereum, па и от Ethereum ке сака да фане у Cardano некој профит, колку нови на $3 на сега што не верува, па на $3 ке речат дај брат да купиме, каже го да земеме на 4 да продаваме на 4 на 5 да направиме некој профитче. Многу луѓе ќе речат брат, чекај сите продеја на 3, дај намерно ќе го напумпаме до 6 за тие што се продели на 3. Целиот профит да го отидат да го купат на 6, па да ги заглаваме, после ќе остренеме па на 3. Разбирате ли како што направија на 3 го напумпаа, па го симнаја на 0,23 центи, повеќе се купиле на 3. Цели 4 години ги држеа у робство. Значи луѓе, треба не мен да ме слушате, треба сами да си направите лист на лист, како што ја пишувам, луѓе, ще да имам некој паствор да нема. Значи сами да си напишете аналитика. Брат, на мене јас сум купил Cardano на 0,23 центи, ќе продавам на 50% на $3, затоа што ми требаат парите за сметки, за храна, за деца, за градинка, за да имам за живот. Не е грешка да профитирате, луѓе. И да отиде на $10, не сте сгрешили. Ако ви требаат парите, продадете. Со другите проценти, ама треба да си ги избиете со тие 50% и парите што сте ги уложили на која цена сте го купиле, да речеме Cardano, и да имате нешто за животче, да се наградите сами себе, човеко не забравајте, па треба да се наградите, кафе, пивце, скаричка, гардероба, за да знаете дека сте направиле профит, одмор, дека сте направиле нешто профит од Cardano, не е само да седите 4 години да чекате, за тие што сакате да профитирате, за оние другите што сакате да се натрупате за да живеете од staking rewards, ќе си трупате. Таму треба многу поголема страпливост. Другите 20%, 10% удел $4, 10% на $4. Удел $5, уште 10%. Значи вие со наредните 50% имате и за да го играете 10% на $6, 10% на $7, 10% на $8, 10% на $9 и 10% на $10. Значи вие на 50% ако продадете на $3, сте се зацементирале, другите 50% по 10% можете да го продавате, да го играете до $10, бе луѓе. Разбирате ли? Значи вие трябва да процените. Ако не го изиграете, нищо страшно. Ке го држите у Daedalus Wallet, ке го држите на Staking Rewards, па тия проценти ке ви избиват полека. По-тамо што ке изваете Staking Rewards, може да ги однесете, па тия да пробвате да ги флипате. Базата на Cardano ви стои колко е. Staking Rewards со коините што ги взимате, може да ги изнесете, да ги флипате, па дури ако сакате да ги ставите и у Star Atlas, или у Solana, или у Ripple, или у некои, што ти знам, од овие што сме ги кажиле, да речеме, кој е со 0.0, да речеме, VeChain, Jupiter берзата, да речеме, Atlas е многу паднат. Ставете тия, да речеме, 10% ги ризикувате, да видите и там дали ќе направите профит. Значи, луѓе, не може да ми праќате пораки, шо мислиш, ама кажи. Другари, не знаеме, тоа е жив маркет, седеме и чекаме. Не може ја да знам колку ќе сменат. Не знам ја колку нови ги упаднат. Не знам колку елитата планира да купи која држава, колку резерви. Никој не знае, братче. Такви канали што знаат, тоа е клик лайк. Не може да ги обвинаме и овие, кажи го, Facebook што го бришат, кажи го, кој ќе речам, кој ќе сакам да ставам видео преведено, 15.000 Ethereum, утре, други ден, и бришат го, затоа што не може да го дозволат, затоа што е предпоставка. Не може тај да знае дека стварно ќе отиде Ethereum на 15.000. И затоа Ethereum го бришат видеото. Така, другари, не може да се знае која е финална цена, затоа што ја нема да продавам, јас сакам да живеам од Staking Rewards. Ако успеам нешто да флипнам, ќе снимам. Ако не, здраве да има. Сами треба, другари, да проценете што ви одговара. Сите сме у различни, јас сум улезен, другари, тука. 0.03. Не сме на исто ниво. Не сме на исти левел за да зборам ја која цена ќе ја тражам. Мене и сега да земам да го продавам. Сам супер. Значи, луѓе, треба сами да седнете на лист хартија, да запишете, брат, јас сум го купил на толку, треба некоја паречка за живот, треба за bear market иде да докупам,
требе на тази сума мислам да продавам толкова проценти, на ова на лист хартия и листо хартия луѓе, не на компютъра, брат, още тия глупости, ова още 10 години трябва да ни изчезна. Лист хартия пред вас да стоя, тук пред компютъра да стоя, шо имате план да го гледате всеки ден. Кратка мемория, бе. Милион информации имате на ден, бомбандирате намерно и забраваш. Уште комшиите ки ви изнервират нещо, дома ки ви изнервират нещо, не са ви дадели парички за 3 кафини и за цигари, ки ви изнервират. Де факто. И вашия мозък мисли на кафешема, на цигари, на оговарание, на глупости, на фантазии, дека се селете луѓе на лист хартия. На лист хартия план, седнете, биткоин на толкова, етериум на толкова, кардано на толкова. Овие тука ще ги кажаме. All time high, оптимизъм на толкова, Юпитер на толкова, KuCoin, VeChain, Algorand, Ondo, Polkadot, Avalanche, Stellar, Chainlink, Cardano, Solana, BNB на толкова, до душа BNB не трябва, там се взимате от това. Али еве, вика дека $2000 ки стигнал BNB. На лист, луѓе, не гуштеров, да чекате ја шо да ви кажам. На лист хартия, брат, на толку. Дигитроно, много луѓе се шокиран, не знаят на Дигитрон да работят, брат. Не знам, брат, там, шо ги учат таге. На Дигитрон, луѓе, не знае да поделе. Не знае сега купено за $100, но не знае да поделе за $100 колко ќе купе на цена до 146. Јас бев шокиран, брат. 30-40 годишни не знае да онаде, брат. И ќе ослободуваме државата. Луѓе, имате у моето видео Дигитрон како се користи, брат. И после кои викам дигитално неписмени ми се лута там ке ме тепале од сам ви. Не вика ги те тепаме некој погрешен коин кажа па изгубиме пари. Значи јас сите коини сам ги погодил, ама ке ме тепале, ке ме онаделе затоа што јас сам викал да си дигитално неписмени. А шо се? Дека бевте на 23.000 и на 18.000 да купите биткоин. Дека бевте на на $3.000 уствари, дека бевте биткоин да купите. Плукавте ме по ова. Дека бевте на $200 и на $180 да купите етериум. Плукавте ме. Дека бевте на 0.03 центи да купите кардано. Плукавте ме. Дека бевте сега да купите Star Atlas DAO на 0.04. И брат, то не ли е дигитално неписмени? Што трябва да речам? Прости, морони, клошери, тоа е наврада. Ама дигитално не е писмени. Јас сум дигитално неписмен за 90% од коините, затоа што не ме интересират. И бирам да сум дигитално неписмен. А вие на сила се правите дигитално неписмени, другари. Значи не знаят на Дигитрон да пресметаме, брат. Ја бев шокиран. Повеќе од 1000 луѓе знам што не знаат на Дигитрон да сметат. Замислете си. Научен брат на картичка да му стигнат парите, супер. Не знаят на луѓе, ало, имаме 1000 македонци не знаят на Дигитрон да сметат. Не знаят да пресмета не знаят да го пресмета $100 делено на 0.92 колку ќе добие. Не знае, другари, верувајте. Ја бех шокиран, брат. Ја мисля право дека ме заебавато, нели, јавува ми се. И овие ми викат не требало овој криптоакадемија. Абе, другари, не криптоакадемија, там треба како тие старите професори со стапче, брат, да го удараш по устата кога ќе лупне некоја глупост, бе, брат. На Дигитрон не знаат да работат луѓе во Македонија. Не знае на Google не знае да напише биткоин. Етериум не знаат да напишат на ово. Не знае уште кратенки дека имат овие, брат. Не знае, биткоин и BTC. Оде на берзата и пишува упорно биткоин, тие па упорно има берзи направено. Вика, не можем, брат, нема го. Абе, викам, пиши BTC, бе. Етериум вика не може да го немам. ETH, BNB, Sol, ADA вика. То Cardano го нема нигде, брат, шо збориш ти. Имаше еден 4 години не можел, немало го на неговата берза Cardano, дојде на гости и вика, брата бе, шо е работата? Ја викам, ај пиши ADA у срч, излава Cardano. Брат, ја го изпуштив. Луѓе, кога ќе викам дигитално неписмени, не е, братче, да ги навредам. Значи, ја упораки знам страшни хорор приказни. Славчо знае уште по-страшни, братче, хорор приказки. Бојан, гледате, тргна се човекот, они дава совет, овие му на него кажуват, до вчера ништо не знае. Луѓе, упораки имаме страшно неписмен народ. Страшно неписмен народ. Луѓе, имаме, не може да си изфантазирате колку неписмен народ имаме упораки. Така да, другари, овоа со Cardano, машала видеото, од саат време сигурно отиде, ќе го гледате, брат, ќе го гледате и плюс ќе видите моите други пораки кои што се. Шо Cardano
Еви Кардано, брат. Иако некив да снимам, нели, Кардано, и упорно викам у секој такво, треба шо повише да имате луѓе за стекинг живот, стекинг реворд да живеете, они упорно ми викат, брат, Кардано на колко да го продаjem. Абе, другари, лотарија да го успеете да го продаете на добра цена, па да падне да го купите на добра цена. Насаме ви оставам, ја не можам да снимам видео, ја го продав, да, се правам нешто, да речем, он ќе стигне $7, ја ќе го продавам, ќе падне на $3, ја ќе се правам паметен, гледаш ко знаев. На среќа е тоа да се продае. Така да, другари, ќе си направите лист хартија, шо ви на вас одговара, не на мене да чекате. Шо ви одговара? Тоа ми одговара, тоа ми одговара, тоа ми одговара. Седнете, луѓе, не да викате тоа ми одговара, си го мислите, забравате го. На лист треба да биде изнесено, ако ми верувате. Не за џабе тия глумците седне и пред огледало зборе. Он се програмира, бе, брат. И после кога ќе сгреши нешто, забрава шо зборе у драмата, у театаро, и си вика, чеке пред огледало тоа го зборев и му се врне. Истото и ово. Разбирате ли? Не сега пред огледало да зборе, дури може тоа, на лист хартија да го напишете, луѓе, кога се го погледне тај лист, ќе ви текне мозоко автоматски, кога ќе види тоа кодирано, напишано на таа цена, автоматски му текнува вие шо план сте имале. И многу побрзо ќе имате размислување, например, лита на $3, вие леле шо да правам, паднал на 2. Лита на $5, леле шо да правам, чекай шо да правам. Другари, вие више имате на листо напишано шо треба да правиш. И execute. Одете, и македонски се го забравив. Извршувате таа команда. Шо више сте направиле аналитика за таа команда. Разбирате ли? Шо е програмирањето? Значи пишувате го, кога ќе дигне на $3, вие не сте сбркани. Кога ќе стане на $4, на 5, на 6, вие викате чекай, го ги кажа, да речеме неговата идеја е 10%. Чекай да видиме шо е како е. Чекай, мојата идеја која е? 5%, 4%, 3%. Разбирате ли ми кој ми е мобето? Че мобето е на лист хартија да ги напишете сите, наместо да ми губите времето у пораки, за секој да ви правам ја, у Криптоакадемијата може да направам ја, брат, платил си. Моето време, да речем, братче, дај да направиме дигитронно, тоа опција. Тога и можам да направам, затоа што он ќе ми подпише на договоро. Ја туку пораки не ги знам, брат, какви лудаци имам. Гуштеров, јас не те сметам за финансиски совет, овие се мои пари и сите одлуки јас сум со финалната такво. Ти си само тука како, ако може тони мен да ме тужи, тогава можам да ги тужим и сите наставници и професори у средно училиште, за сите. Шо ми имат научено мене од средно училиште, брат? Шо ја имам општо корист од нив? За историја лажат, за географија лажат, за геополитика лажат, за економија лажат, за се што се кажале, за биологија лажат, за еволуција лажат, за се до се што се кажале. За се, што сме учили за се лажат, брат. Треба ли да ги тужиме? Иако живееме у стварно слободна демократија и нормално општество, ние треба да ги тужиме. Ја треба да имам право сите наставници професори да ги тужим. Со години ме држија затворени кутија там дзидови и ништо не учив. Ништо немам применено. Што имам применено? Дропки, што имам применено тоа они што ме учат? Што имат учено? Ништо, само држале се устра, да не можеш си играеш, да не можеш физички да се развиваш. Значи тие училиште те држат затворен толку време, физички се ти го уништили здравјето. Че ние сме физички послаби заради тоа што сме дремали од тие училници, там да дишиме 40 души воздух од луѓе што родителите не се пазиле за нивното здравје на децата, затоа што се морале да работат од сабајле до вечер. И ние треба да се тресеме на некој професор што он сиротки учил од една книга. Там учил од една книга и он ние прескажува една книга. Чало, историјата нон-стоп се изменува. Географијата нон-стоп се изменува. Медицината нон-стоп се изменува. Се живо се изменува нон-стоп. Све живо се изменува нон-стоп. Апдейт, знаеш ли што разбирам професор? Денеска, дечки, тоа што го учиме вчера не е исто. Денеска само што ми стигна другари на таблето, нови информации за Македонија, нови информации за Америка, нови информации за Русија. Еве другари седнаа Трамп у Америка, тук комплетно друга Америка од тоа што беше Бајден. А ние уште учиме за Америка, тоа е Америка. Не е тоа Америка, ово е сасвем друга нова Америка. Ово е нова Америка сега што гледат со Трамп. Нема добрна точка со старата Америка. У поголемиот дел. Учили си тоа сега у школото? Не. Еве нова мапа има у Украина. Учили си тоа? Не. Русија, нова мапа, учили си? Не. Број на жители, учили си? У Македонија број на жители, знаеме ли? Не. Шо учиме, брат? Ако можеме нив да ги тужиме, тогава можете и мен да ме тужите за криптореволуција која ме прашава, плашеше се дали ќе те тужат. Не, уопште не се плашам.
Нивна одлуката. Јас сум таму, дојдел сум, сакам да речем луѓе, глеј јас што сум направил, ако сакате вие може да пробате со вашите пари, тоа се ваши пари, ваша одлука. Јас ќе ви прераскажам како професорите, наставниците што се не лажале, разбираш, како комшиите, како што партиските там, како политичарите што не лажале, јас ќе ви кажам, па вие треба да си донесете одлуката. Која е? Тоа е, другари, да се надевам дека ќе го гледате видеото. На рати го гледајте, оти многу еден саат, 10 минути денеска, 10 минути утре, 10 минути и да се надевам дека нешто ќе научите, другари. Поздрав и ќе се видиме до Крипто Академијата на тие што сакат да научат повеќе. Чао!